Во овој момент слободата на информирање практично го определува правото на говор во тие сегменти на општеството, да речеме заговорничките сегменти на општеството. Нивното информирање прво не е, како да кажем, не се однесува на класичното медиумско работење, бидејќи веќе никој не се помачува да прати линк, се прават скриншотови, никој не се помачува тоа дека нема да се отвори линкот сигурно, но не се не дочитува насловот, затоа што се поитува кон определени извори на знаење, кои што се, не знам, инфлуенсери, кај нас го имаме Лазаров, светот го има Ендрю Тейт, или сега имаме Гордана Гоџо, некои Facebook, како да кажем, Facebook пејџови, како што е, да речеме, презиме, одговорност или низа на други пејџови кои што практично ги обработуваат информациите на начин на кој што ги прогласуваат за вистини кои што се во линија на убедувањата на тие корисници на социјалните мрежи. Начинот на кој што се примаат информациите е на вистина, како да кажем, исчешен. И во таа смисла известни медиуми, и тука ги имавме тие дилеми кога Миленко Неделковски требаше да се гони за говор на омраза, бидејќи тој тоа го правеше од својот Facebook фан пејдж, кој што имаше 30.000 следбеници. Имено тоа е веќе фан пејдж кој што може да има статус на медиум. Тие личности, тие конгломерати на медиумско работење, на лично влијание, практично ја заробуваат својата публика, бидејќи информациите кои што се дел од нашето секојдневие или секојдневието на светот ги претвараат во апсолутизирани вистини кои што одговараат понатаму на контекстот во кој што нешто треба да се исклучи за другото да обстои. Значи, треба како да кажем, да се вратиме на комплицираноста на слободата на изразување и така некако да се обидеме да ги бараме решенијата, бидејќи правото на говор не лебди, тоа е врзано со слободата на изразување, со слободата на информирање, а слободата на изразување пак не е неограничена, има легитимни цели за ограничување на таа слобода секогаш кога подразбира не само ползување на сопствените права и слободи, туку одземање или побивање на тугите права и слободи. Втората работа која што мислам дека треба да не определи кога ќе ги мислиме можните излезни решенија, тоа е повредата. Значи, како еден од елементите на говор на омраза. Ние зборувавме многу и ќе има и публикација и слично, но нешто се случува од другата страна на кожата на жртвите. Се повнатрешнуваат тие негативни потенцијали со кои што располагаат деполитизираните заговорници на извесен свет во кој што само они може да живеат, другите треба да завршат во гасните комори. Тој тип на себе негација, тој тип на развивање на срам, на вина, на гнев го определува човечкиот живот. Носителите на тој живот не можат лесно понатаму да учествуваат во јавниот живот. Нивните лични судбини се определуваат од луѓе кои што дури не ги ни познаваат. Квалитетот на животот се менува и тие се доведуваат до исцрпувачко оправдување на сопственото постоење. Сите наши анализи, разговори, дебати, интимни разговори кога сме сами дома, во нашите познати 4 ѕида, се насочуваат кон тоа дека ние не сме тоа што се заговара дека сме. Дека дури бранителите на човекови права не се, соросоиди кои што имаат агенда и така натаму, дека нашите какви пријатели не се демони, дека тие луѓе исто така, како што кажа Жарко, вредностите на заедништво, вредностите на семено живење, вредностите на љубовта ги позиционираат
како едни од најважните во нивните животи. И во таа смисла, таа афективна неправда која што се сторува врз маргинализираните заедници, во овој случај зборуваме за квир лицата, понира многу подлабоко од таму каде што можеме ние дури да изговориме или да анализираме, и мислам дека таквата итна изложеност на насилство всушност прави потенцијални жртви од секој од нас. Општество во кое што такви згручени животи треба да се водат не е безбедно општество за никого. Дополнително, целата оваа фама околу родовите, антиродовите движења и целата нивна оперативност, како и да ја свртиме работата, е практично насочена кон женските принципи на организација и кон, како да кажем, кон жената во општеството, затоа што преку застапувањето на жените во општеството, кој што е првиот антипод на машкиот принцип, на доминацијата, на насилството, практично се застапуваат сите други можни ранливи групи. И ако ние живееме во свет во кој што правата на жената може да се деградираат на како да кажем, на вториот битен пол, тогаш значи дека практично сите кои што не се во доминантна позиција, сите кои што немаат инстантен пристап до моќта, се под некаква закана, зависно од различните временски просторни околности.